Многу семејства живеат од плата до плата и не размислуваат за буџетирање, иако тоа би им помогнало да видат каде им бегаат парите. Финансиската писменост не е само теорија, туку реална животна промена. Во оваа приказна ќе се обидеме да ја доближиме финансиската писменост на едноставен и разбирлив начин за секој од вас. Останете со нас. Годишниот Васко Костов е магистер по финансии. Човек за кој финансиската писменост не е само професија, туку животна филозофија. Инвестирањето е составен дел од неговата приказна, а истовремено и најголема страст во економската сфера. Уште во студентските денови, Васко свесно го насочил вниманието кон предмети од областа на финансиите и капиталните пазари. Неговата докторска дисертација подлабоко ги обработува сложеностите и принципите на инвестирањето, сфера која бара и знаење и дисциплина. Мојата присеја ќе треба да се врата малку во времето во моите почетни денови на факултетта, така да можеби и пред факултетта тогаш се јави некоја љубов во однос на економијата. Таму започна некој прв судир во однос на предметите во инвестирање и инвестиции и таму веројатно се појавила некоја тивка љубов во однос на инвестирањето, па така продолжив јас во таа насока во изучување на предметите во однос на инвестирањето и од тогаш почнав да се интересирам во однос на инвестирањето и во генерално за инвестициите. Теоретски јас започнав да речеме некаде 7-8 години од сега, но практично со инвестирањето во конкретни компании генерално ја инвестирам само во акции, така да имате повеќе форми на инвестиции. Јас инвестирам само исклучиво во акции. Моето инвестирање практично во акции започна некаде 2,5-3 години од сега. Генерално пост ковид, значи ако се вратиме назад пост 22 година, генерално берзанските пазари одат во плюс. Имаме некаде раст до сега околу 65-70% од 2022 година па наваму. Така да спонтано во целата таа ситуација моето портфолио или моите инвестиции некако секогаш одеа надоле. Дали имаше грешки? Ја не би рекол дека биле тоа грешки, односно тоа биле некои удари, макроекономски удари надворе што се случиле, не на база на внатрешни фундаменти на самите компании, туку на некои други работи кои што се случувале на светот, па влијаеле врз компаниите во кои што сум инвестирал. Еве би ја издвоил овде тарифната криза, односно тој фамозен таа фамозна листа на тарифи Трамп што имаше издадено во април, тоа беше многу силен удар. Тука се појави првите, знаете, тука како инвеститор кога имате вложено пари се појавуваат и некои емоции. Последната година Васко предава на Хајделберг факултетот. Дисциплината, методичноста и трпеливоста ги стекнал токму преку германскиот модел на образование, вредности кои се суштински за секој финансиски одговорен човек. Има една интересна теза која вели сонување без екзекуција е форма на халуцинација. Така да, ако не го екзекутираме тоа што го мислиме или тоа што сме го планирале, тоа е излишно. Ништо нема да имаме бенефит од тоа што го правиме. Па тука некаде би се движел во однос на формата на дисциплина и на германскиот менталитет. Кога станува збор за инвестирањето, Васко ги носи одлуките рационално, аналитички и долгорочно. Објаснува дека вистинската финансиска писменост значи да се разберат ризиците, да се планира стратегија и да се избегнуваат импулсивни потези. Денес е многу интересно, нели, таа четврта индустријска револуција за која што сите зборуваат. Некои велат дека ќе биде таа најсилна од сите претходни револуции кои што некогаш човекот ги има доживеано. Еве имаме и една утопистичка теза на Илон Маск која вели дека работењето би било опционално, дека нема да имаме потреба да работиме. Сега тоа не можеме да го кажеме дека ќе биде 5, 10 или 15 години од сега, но некои веруваат дека ќе дое тоа време. Така да таа изложеност кон вештачка интелигенција и прекумерното инвестирање прави еден AI bubble што го викат балон и сите се во дилема дали тој некогаш ќе пукне, дали ќе донесе некоја голема криза која што ќе има големи корекции, големи пат на цените на акциите. Јас генерално го диверсифицирам своето портфолио и не би сакал да се изложувам прекумерно на ризикот. Секако со тоа ја испуштам и некоја придобивка што би ја имал при растот на цените на акциите конкретно во тие компании, но
Генерално сметам дека тоа е еден вид на долгорочна стратегија на вредносно инвестирање која ќе не го насочите вашето портфолио само кон една индустрија. Тоа го диверзифицирам кон инвестирање во енергетика, инвестирање во фармацевтска индустрија, инвестирање во недвижности, што е многу интересно. Не мора да купувате стан во Скопје, Штип, Охрид и така натаму. За да инвестирате во недвижности, може да купите Real Investment Trust од некоја америчка компанија која што се занимава со купување и издавање на тие недвижности, генерално низ целиот свет, па така и во Америка. Како амбициозен и посветен човек кој е активен инвеститор, тој својата стабилност ја темели на формалната и неформалната едукација, постојано учење и практична примена на финансиските принципи. Еве го неговиот совет за сите кои сакаат да го следат неговиот пример. Генерално, за сите професионалци, или да кажам кои што се во првите месеци или години во однос на инвестирањето и кои што сакаат професионално нешто да научат во однос на инвестирањето, ја предлагам книгата The Intelligent Investor од Бенџамин Греам. Тоа е една, инвеститорите ја нарекуваат Библијата на инвестирањето. Тоа е една голем ревју има од иконата на инвестирањето од Ворен Бафет. Тој вели дека ова е најдобрата книга напишана за вредносно инвестирање. Значи тоа е мој предлог за секој професионален инвеститор кој што сака да се бави со ова. И многу е битно да кажам дека не треба ова да се свати како еден вид на хоби, така да ова е ризична професија, така да бара многу инвестирање во однос на време. Ги охрабрувам младите да досонуваат високо, да работат на своите соништа, да не дозволат негативните коментари или негативните приказни да ги демотивираат во тој пат, но треба да знаат дека е потребна жртва за секој голем успех. Треба да знаат дека мора да се жртвува време, мора да се жртвува пријателства, љубов, потрошени сати на Netflix, потрошени време на Instagram и на Facebook, сето тоа мора да го жртвуваме и е легитимно да знаеме дека ако сакаме да бидеме надпросечни, мора сето тоа да го жртвуваме. Легитимно е сите да не сонуваат високо, легитимно е да имаме една структура на нормални луѓе што сака да се бават со професија од 9 до 5 и тоа е сосема окей. Но треба да знаеме дека ако сакаме надпросечни резултати, мора да дадеме надпросечен ефорт во тоа што го правиме. Затоа тоа е мојот предлог кон сите млади, да сонуваат високо, да работат на своите цели и се може да се оствари. Иако секојдневно сите управуваме со пари, плаќаме сметки, земаме кредити, штедиме за одмор или се бориме да стигнеме до први следниот месец, многумина не знаат што точно значат каматните стапки, како функционира сложената камата, ниту пак како да проценат дали некоја инвестиција ќе им се исплати. Финансиската писменост представува комбинација на знаење, вештини, однесување. Сите овие се потребни за да може една индивидуа да донесува финансиски одлуки, паметни, така ги нарекуваме паметни финансиски одлуки, и сето тоа да биде секако во насока на подобрување на благосостојбата на поединецот, а преку тоа и на општеството во целина. Финансиската писменост од аспект на Комисијата за хартија од вредност значи разбирање на финансиските поими. Оно што се трудиме како регулаторен орган е да граѓаните ги едуцираме во однос на тоа какви финансиски инструменти постојат на пазарот на хартија од вредност. Не само тоа, значи тоа би значало и заштита. Заштита од финансиски измами, но исто така и од информираност и познавање на финансиските и читање на финансиските податоци. Емпириските истражувања покажуваат дека потрошувачите кои немаат доволни познавање на финансиските концепти во просек плаќаат повисоки финансиски трошоци и се склони кон поголемо задолжување, додека пак оние кои поседуваат одредени финансиски вештини подобро планираат и штедат за воиднина и се склони кон диверзификација на ризикот преку распределба на средства во различни портфолија. Истражувањата што ги врши меѓународната мрежа за финансиска едукација, тоа е на ИНФЕ при ОЕЦД, која што овие истражувања ги врши на возрасно население, при тоа ја мери финансиската писменост во 3 компоненти: во финансиското знаење, во финансиското однесување и во финансиските ставови. Практично оваа мрежа
ја мери финансиската писменост во повеќе земји и при тоа се мери колку знаењето кај населението е присутно за управување со финансиите, за финансиските концепти, за штедењето, за сите оние прашања кои обезбедуваат на некој начин благосостојба и добра финансиска сигурност кај обичниот поединец и секако и за секое општество. Финансиското однесување пак се однесува на сите активности кои поединецот ги превзема со цел да си ја подобри својата благосостојба, додека пак финансиските ставови покажуваат каков е субјективниот став на секој поединец кон испорачување на активностите за финансиското однесување. Затоа што знаете, некој може да има навистина големо финансиско знаење, да има однесување, односно да знае и разбира кои активности во кој правец би требало да бидат превземени, меѓутоа има негативен став кон определени активности. Например, има негативен став кон штедењето и без оглед што има доволно знаење, сепак нема да превземе активности за лично да заштеди или пак да превземе некои други активности за неговата благосостојба. Од тука сите овие три компоненти практично го даваат вкупниот износ на финансиската писменост, кој што е предмет на мерење на Меѓународната мрежа за финансиска едукација, тоа е ИНФЕ при ОЕЦД. Според последното мерење на ИНФЕ ОЕЦД, во повеќето земји во кои што е мерење добил еден вкупен резултат кој укажува дека вкупно присутна е финансиската писменост со 60 од вкупно максималните 100 поени на финансиска писменост. Во денешно време 60 поени не е резултат на кој што можеме да бидеме задоволни, напротив, ова е еден резултат кој што укажува дека сепак има простор и натаму да се подобрува и да се зајакнува и финансиската едукација за да се дојде до финансиската писменост секаде во сите земји. И говорејќи токму за овие истражувања кои што се однесуваат на финансиската писменост, неминовно би сакала да спомнам и за мерењата кои што се вршат за дигиталната финансиска писменост. Знаете, тоа е еден сегмент од финансиската писменост, меѓутоа многу значаен сегмент. Бидејќи во денешно време на една глобална дигитализација, се повеќе финансиски производи и услуги се дигитални, за нив е потребно посебно знаење на секој поединец. И тоа не само од аспект како да ги користи, туку и од аспект како да се заштити од можните безбедносни ризици при нивното користење за да не доживее штета и за да си ја обезбеди својата финансиска стабилност. Од тие причини го спомнувам и ова дигитална финансиска писменост и согласно истражувањата на ИНФО-ОЕЦД, резултатите покажуваат дека вкупно во поени изразено финансиската дигитална писменост е во висина на 53 од вкупно 100 поени. Тоа практично кажува дека граѓаните воопшто во сите земји немаат доволно познавања за дигиталните финансиски производи и услуги. Финансиската издржливост е суштинска карактеристика за граѓаните на секаде во светот. Во однос на финансиската издржливост, тоа представува уште еден сегмент од финансиската писменост, финансиската едукација, кое што би значило дека граѓаните треба да се обидат да бидат издржливи во однос на сите финансиски шокови, а тоа е, значи, имаме различни ситуации, кога е губење на работа, значи, промена на место на живење, здравствени причини и така натаму. Значи, моментот на издржливост е во однос на одржување на финансиска стабилност, односно на одржување на своите месечни трошоци и приходи. Издржливоста во суштина значи стабилност, а стабилноста води кон добро и разумно носење на финансиски одлуки. Степенот на финансиска писменост во една земја е позитивно поврзан со нејзиниот економски развој. Економскиот раст е секако поврзан и со развојот на економскиот раст на една земја, со тоа што значи информирањето, односно едуцирањето на граѓаните за тоа како да управуваат со сопствените средства е многу битно за донесувањето на правилни и разумни финансиски одлуки. Во однос на инвеститорите, комисијата се труди значи, да ги едуцира инвеститорите со тоа што би значило да носат добри
и прецизни одлуки во однос на финансирањето, односно во однос на инвестирањето и подкрепа со релевантни и точни податоци и информации. Според Регулаторната управа за финансиска индустрија ФИНРА, околу 66% од американското население се смета за финансиски неписмено. Резултатите од истражувањето на Евробарометар за финансиска писменост, објавено од Европската комисија во јули 2023 година, покажуваат дека само 18% од граѓаните на ЕУ имаат високо ниво на финансиска писменост, 64% имаат средно ниво, а останатите 18% имаат ниско ниво. Сепак постојат големи разлики меѓу земјите членки. Во само неколку земји членки како Холандија, Данска, Финска, Естонија и Словенија, повеќе од 25% од луѓето имаат високи резултати во финансиската писменост. Хрватска, на пример, е во средината меѓу набљудуваните земји. Околу 9 од 10 испитаници низ Европската Унија се согласуваат дека пред да купат нешто, размислуваат дали можат да си го дозволат тоа. Секако тука се истакнуваат и поразвиените земји, на пример Германија, која што со 76 поени е доближена до максималниот износ на 100 поени за финансиска писменост. Веќе би збореле за една друга група, како што се, например, Хонг Конг, Естонија, Ирска, кои што влегува со отприлика околу 70 поени и понатаму сите останати земји каде што имаат различни вредности на нивната финансиска писменост. Финансиската едукација има за цел да ги подготви поединците за подобро управување со личните финансии, достигнување на нивните финансиски цели и избегнување стрес, поврзан со финансиски проблеми, со што би дошло до подобрување на нивната финансиска благосостојба. Стабилна економија не можеме да имаме и стабилен живот не можеме да имаме ако немаме добра финансиска писменост. Значи, ако споменеме и треба да ја дефинираме финансиската писменост, прво нешто што за нас е буквално синоним, тоа се проценти, тоа се бројки, тоа се формули, но јас тоа го дефинирам како начин на размислување. Значи, како се однесуваме, нели, со средствата со кои што располагаме, со приходите, со трошоците, со инвестирањето, штедењето, со ризикот. И би рекла дека оној човек кој што е финансиски писмен, не е човек кој што е импулсивен, туку човек кој што кога носи одлука, се проценува и никогаш не купува импулсивно. Значи, секогаш е тоа размислено и нели аналитички донесено. Околу 9 од 10 испитаници низ Европската Унија се согласуваат дека пред да купат нешто, размислуваат дали можат да си го дозволат тоа. Финансиската писменост е исклучително важна и мора да се работи уште од раното детство, дури и од градинка. Ние тоа што првично го сваќаме доаѓа од семејството. Тоа што го гледаме, нели, како се однесувале нашите родители со средствата и нели едноставно од тука почнуваме да учиме. Меѓутоа тоа не е нешто генетски што се наследува, така, тоа е нешто што е вештина. А вештината знаеме дека може да се учи во текот на целиот живот и да се подобрува. Значи, тоа што го спомена во развиените држави, тоа е предмет уште во основното образование. И, например, две работи јас сметам дека се клучни во нашето образование од старт. Тоа е поврзано со финансиска едукација и тоа е поврзано со емпатија. Значи, тоа се две работи кои што сметам дека и тоа како мора да бидат вградени од најмалата возраст. Во светот се спроведени бројни истражувања поврзани со финансиската писменост, бидејќи недостатокот на финансиска писменост кај населението уште од најрана возраст доведува до постојан недостаток на деловна ефикасност. Што представува финансиската писменост? Дали се работи за обично бројки или пак има некоја друга суштина? Видете, финансиската писменост е комплексна тема, односно поим. Во еден дел, јас би рекол околу 30%, помалку, околу 1/3 се математика, формули, пресметки, знаење на определени термини, така. 70% од финансиската писменост е психологија. Односно, покрај тоа што треба да знаете што е кредитот, како да направите, не знам, план на своите лични финансии, како да знаете кај ви истекуваат секојдневните трошоци, каде може да заштедите, кога импулсивно трошите, кога не и така натаму. Другиот дел е посветен на психологијата, да знаете како да се контролирате, како да управувате со средствата, односно со парите. Затоа што парите е се еден тип на алатка со која вие постигнувате определена цел во животот. Меѓутоа тие не се самата цел. И од тука вие треба да внимавате начинот на кој управувате со нив. Меѓутоа, тоа управување не е по формула.
односно не е математички. Тоа управување е директно поврзано со личноста, со нејзините навики, со нејзиното однесување. И од тука би рекле дека е 30% математика, знаење, термини, формули, 70% е психологија, односно на која треба да се работи од најмали нозе па до цел живот. Колку е важно да научиме како да управуваме со тоа како ги трошиме нашите пари, односно како приходите ни доаѓаат и кога и како да ги трошиме? Видите, тоа е особено важна работа. Има повеќе, како да ги накажеме, наједноставни формули. Односно, формули кога зборуваме во смисла на тоа како би ги распределиле вашиот личен буџет, односно на што треба да се концентрирате и како да се однесувате, најгенерално. Едно од најпознатите е распределбата дека 50% треба од средствата да ги дадете за трошоци, односно да си ги покриете станарината, домашните храна да си купите и така натаму, 30% треба да одат на задоволство. Значи поврзани со автомобил, со секојдневно пиење кафе, со ручек, значи се она што ви причинува некој тип на задоволство, да си купите определена работа, облека и така натаму. 20% од средствата обично треба да ги оставите за да ги заштедите или да ги се раздолжите со нив. Тоа е некое правило кое често се споменува и кој треба да ви направи една навика. Втората работа која се споменува од најголем дел од овие финансиски гуруа и кои често го спомнуваат, тоа е дека секогаш треба прво да си платите на себе, па после на другите. Односно од секој денар, од секоја плата, од секој прилив кој го имате вие, барем 10%, ако не можете 10-5, ако можете и 20%, треба да оставите прво за себе. Не да почекате на крај средствата од кога ќе се потрошат тоа што ќе остане да го заштедите, него однапред при секое доаѓање или прилив на средства вие оставате еден дел за себе. На тој начин вие се правите една психологија, начин дека треба да имате определен пул на средства кои понатаму ќе ги инвестирате, ќе ги вложите во определена вредност и така натаму, така да тие се некои работи на кои граѓаните можат вака генерално да се посветат, односно да размислуваат во таа насока. Тоа треба да создаде еден тип на начин на однесување. Сега мораме да кажеме дека во овој тип на однесување влијаат голем број на како да кажеме моментални состојби во кои се наоѓа граѓаниот. Значи тој може да има определена сума на средства. Меѓутоа начинот на кој тој понатаму ќе се однесува со таа сума на средства е пресуден за тоа дали ќе биде ефикасен и дали е доволно финансиски писмен. Например, ако се наоѓа во ситуација на страф, тогаш вие претерано штедите. Не ги трошите средствата, правите одлуки, пропуштате значајни инвестиции. Значи тоа веднаш влие на вашиот иден резултат на однесување. Ако сте во еуфорија, и во таа случај трошите веднаш, купувате определени работи кои можеби не ви се потребни во моментот, поведени сте од некоја навика, значи тоа веднаш влие на вашето однесување. Ако од друга страна се споредувате со другите, видете го, тој го има, јас го немам. Купувате работи кои моментално може не се одвесуваат на вас и не ви се потребни. Ако имате самодоверба, тогаш знаете, смирени сте, знаете кога да донесете определена одлука, меѓутоа ако немате самодоверба, вие повторно не барате зголемувања, не ги остварувате приходите кои можеби би ги оствариле, не преземате активности кои можеби би ги преземале и така натаму. Така да состојбата во која се наоѓате и начинот е многу важно да препознаете во начинот во кој граѓанинот управува со своите средства, со својот личен буџет, тој мора да ја препознае состојбата, односно да биде свесен за тоа од каква побуда прави определен расход или не. Се разбира, тоа зависи од висината на неговиот расход, зависи од тоа каква семејна ситуација има, колку деца има, дали вложува, дали се помали, поголеми, како би ги распределил средствата, меѓутоа секогаш еден дел треба да се остане за да се вложи во иднината, се создаде вредност која понатаму би генерирала определен приход за него. Ќе се вратам на стравот. Би сакала малку да го изанализираме колку тој е клучен. Понекогаш често пати граѓаните се одлучуваат да ги чуваат парите дома и на тој начин не ги оплодуваат, туку после некое време тие пари може да загубат таа вредност. Колку ова е исто погрешно околу финансиската писменост? Дефинитивно е погрешно затоа што добро е што го спомнавте тоа. Најпрвен граѓанинот треба да му биде да биде свесен, односно да ги познава основните финансиски термини. Иако спомнавме дека тоа е 30%, односно да знае што е кредит, што е домашен буџет, што е камата. И тоа да знае дека каматата може да биде и позитивна и негативна за него. Кога ја плаќа на задолжување може да му го намали, ако не е вложен кредитот што го земал на правилно место. Од друга страна, ако зема камата на определен приход, таа може да биде позитивна. Значи тој мора да биде свесен за целата терминологија, за начинот во кој функционира. Меѓутоа, во определен момент, кога ќе биде доволно писмен, кога ќе ги познава своите одлуки, кога добро ќе го познава својот буџет, односно ќе ги знае колкава е неговата капацитет расположив да инвестира, да се задолжи и така натаму. А тоа би го знаел само кога може да ги анализира сите трошоци кои ги има
пример на месечно ниво, да знае каде му истекува дел од расходите, односно точно да знае кои се оние импулсивни трошења, кои се оние мали непотребни трошења, кои се оние задолжителни трошења и кој е делот кој му останува понатаму да го инвестира и да го вложи. Во таа ситуација тој има определена смиреност и носи правилна одлука. Меѓутоа во ситуација кога се јавува страв, сетете се кога беше ковид кризата, кога беше ситуацијата и генерално кога почна кризата со Украина, голем дел од граѓаните енормно, па и бизнисите го зголемија штедењето. Залихите почнаа да растат во компаниите. Граѓаните, гледате, правеа залихи дури и на храна. Тоа негативно влијае, блокира целата економија. Затоа што верувајте, секој денар кој е вложен во банкарски сектор, во инвестиција, тој кружи и дава определена вредност. Ако го извадите од системот, го ставите под перници или остане дома, тој нема вредност. Поготово ако инфлацијата, кој што беше последните неколку години, се сеќавате после кризата, полека вредноста на тие средства се намалува. Колку во таа насока се граѓаните финансиски писмени, односно колку знаат добро да го прочитаат договорот кога земаат кредит и колку знаат кога земаат еве на пример потрошувачки кредит, како да го потрошат, бидејќи често пати влегуваат во замки и го трошат емоционално, компулсивно, погрешно. Така, видите, во суштина прво треба да се одговори на прашањето кога земаат кредит, односно дали во правилен момент и за права работа е земен кредитот. И кога имаме аларм дека не треба да се земе кредит. И тука имаме на двете страни определени фактори. Например, се зема обично кредит кој тоа е намера да се отвори бизнис, да се вложи во некоја продуктивна вредност, во образование, да се набави определена работа која ви треба алат, кој ви е за секојдневната работа, за пример, зависи, или до определено до квалификација и така натаму, значи во тој случај купувате дом и така натаму, тогаш е тоа некоја инвестиција во која кредитот може да се земе, тој ќе донесе дополнителна вредност и е одлично. Во друга страна, спротивното, кога се зема кредитот да се раздолжите, веќе сте задолжени. Кога земате кредит за некоја тековна задоволство, сега имате еден автомобил, сакате нов подобар автомобил, веднаш. Затоа што кога земате кредит, значи да купите определена работа за тоа што сте виделе некаде. Или убаво рековте вие, во определен момент еуфорично го гледате, сакам јас да го имам без да размислите доволно дали да го земете и така натаму. Значи кога го земате од такви пободи, тогаш кредитот понатаму може да донесе определени трошоци, односно она што сте го купиле, ако сте купиле поскап автомобил, ако сте купиле некоја друга, како да кажеме, услуга или добро, тоа може да носи дури и дополнителни трошоци. Тоа е едната работа. Прво, и за тоа е првото прашање. Дали ми треба кредитот? Тоа е она дали, зашто го користам и дали мора сега да го направам, дали мора во моментот. Секогаш тие три прашања треба да се ги постави секој пред да оди во кредит. Втората работа е треба да види колка му е отплатата на ратата. Граѓанинот, значи да видиме иако банките дозволуваат дури до 50%. Некоја солиден просек за кој се дискутира обично генерално вака, неформално е дека треба околу 30%. Да ви биде ратата за да биде некоја одржлива состојба од кредитот и тогаш е сосема доволно да го земете. Нема да навлезете во пред. Ако дојдете во ситуација да речете не, јас можам да плаќам и повеќе, или ако дојдете во ситуација да не можете да претпоставите на крај на месецот како ќе ја истуркате ратата, тогаш веќе тоа е аларм дека кредитот или кој сте го земале е во специфична ситуација во која може да ви предизвика дополнителен проблем или не можете да пресметате во иднина колку би. Значи, тие се две работи во кои околу земањето на кредит. Сега ме прашавте околу внатре договорите и така натаму. Обично граѓаните треба да внимаваат на неколку работи. Прво, јас секогаш би го прашал, колку ќе ме чини кредитот на крај? Значи, прво треба да стави во главата само вредноста. Доколку го земам 5000 евра, колку ќе вратам целосно на крај. Без да размислува, се разбира, има камата, трошоци и така. Целата сума. Втората работа е што може да се промени за мене додека трае кредитот. Дали има некои услови кои може да ми ја променат состојбата. И третото е што и какви ризици би поднел доколку не го вратам кредитот. Тогаш или доколку би имал проблеми со враќањето. Значи кога ќе ги постави внатре се отвараат прашањата веќе во договорот. Првиот ни е поврзан со тоа колку ќе не чини. Која е каматната стапка, каква е? Дали е променлива, дали е фиксна? Доколку е променлива, вие може да се најдете во состојба поради промена на глобалните текови да се зголеми вашата каматна стапка непланирано, да ви ја наруши семејната состојба. Значи прво е околу каматната стапка, второ се административните трошоци, какви се, дали има дополнителни, дали има за проценки и така натаму. Тој дел мора да се види. Понатаму каков залог се става, што се е заложено во однос на тој кредит. Понатаму, дали банката во вашиот договор кој сте го потпишале има внесено дел со кој таа може да ги промени условите во текот на кредитирањето. Поради определени услови, често има еден член кој кажува дека доколку се наруши состојбата или не знам како, банката има право да промени определени фактори во однос на кредитот. Тоа е едната. Дали ако го предвремено го отплаќам, морам да плаќам пенали. Значи имате определени работи кои може да ви влијаат во текот на носење. Што ако не го вратам или ако закаснам со ратата? Знаете она сега што се случува со брзи пари. Земете пари без пари, најавата. Замислете, тоа е невозможно. Во економијата нема бесплатен ручек. Ќе дојде сега или подоцна. Колку сме писмени за да не паднеме во замки на дигитални измамници? Видите, тој дел е екстремно важен, меѓутоа е екстремно тешко во овој момент да се
контролира. Гледате, дури и даночните власти не можат од даночен аспект целосно да го покријат тој дел. Дури оние кои вршат истраги и така натаму, зборуваме веќе за екстремни случаи, тие имаат проблеми. Се појавија дигиталните и криптовалутите. Се плаќа во криптовалути на кои не можете да има најдете историјата на плаќање. Се плаќа во други некои средства, така да тоа екстремно ја комплицира оваа состојба за да не се падне она. Јас верувајте во годината има минимум десетина повици во кои луѓе парично прашуваат ке пропадне банката, ке отидат парите, ке се случи ова со нашата валута, значи од шпекулативни побуди, од теории на заговор и така натаму почнуваат да веруваат и создава екстремно паника. Се случувало бизнис кој располага со екстремна сума на средства да биде во таква состојба. Замислете тој да почне да делува панично, да продава средства и така натаму. Така да во оваа состојба во која делуваме екстремно е важна финансиската писменост, меѓутоа мора институционална заштита да имаме. Значи мора да имаме она што сега почнуваат да го прават верификуван електронски трговец. Доколку нема соодветна адреса, доколку нема адреса и сметка на оној кој ви продава дигитално. Вие не можете да ја вратите, не можете да се жалите. Нема да добивате сметка. Тоа се случува екстремно многу, поготово младите се под тоа влијание. Верувајте, младите дури дополнително пошто растат со тоа, тие се под влијание дека се е вистина и се е остварливо. Секој ден се бомбардирани што ги кажавме како реклами, понуди, лесна заработка. Верувајте, сега 80% од граѓаните како ви кажат, кога ќе бидете во состојба да немате средства, вие мислите дека можете да заработите веднаш пари. И така лесните пари стигнуваат за 3 дена, се станува милионер. Еве јас по толку слушања и гледања, еве не запознав еден милионер кој станал последните, мислам во нашето окружување, не вака на телевизија или на онлайн медиуми да ги гледате, кои се збогатиле со преку ноќ или на овој или на оној начин, меѓутоа тоа им влијае. Така да институционалната заштита и сериозната едукација, верувајте, едукацијата мора да оди континуирано. Јас не ја гледам доволно. Еве споредете ги рекламите кои одат за брзи пари и задолжување наспрема финансиската едукација која треба да добиваат нашите граѓани. Што ако го земам ова? Кој е мојот ризик? Доволно е да ги знаат ризиците. Што ако не платам? Дали може да го вратам? И така натаму. Така да ова е спој на финансиска едукација со реакција на институциите со цел да не паднеме под електронските, односно да не дадеме податоци кај што не треба. Верувајте, се злоупотребуваат податоци. Стои логото на Македонска пошта, вие плаќате, мислите на Македонска пошта, тие ги земаат вашите податоци. Го споменавте образованието, колку има силна потреба да се вметне финансиската писменост во рамките на образовните политики? Финансиската писменост дефинитивно треба да се, и тоа од најмали нозе. Веќе спомнав кратко дека се учат за различни домени во нашите граѓани, односно нашите млади, меѓутоа финансиската писменост е една од работите кои треба да почне можеби од најмали нозе. Можеби да почне со определена валута, размена, како да направиш домашен план, како да заштедиш и така натаму. Јас имав интересна состојба кога беше корона кризата и сега имам во едно училиште Димо Хаџидимов сега во Влајак. Сакавме да направиме курсеви кои ќе одат паралелно со класичната настава. Односно, пошто може онлайн да се уклучуваат родители и деца, од 6 до 9 оделени и така натаму, меѓу кои беше и финансиската писменост. Да поканиме луѓе да видат како да управуваат и тоа родителот со детето да се уклучи, со домашниот буџет. Имаше за здрава исхрана, да почитување на своите другари, булинг. Се она што ни го определува животот драстично, а не е вклучено во класичната образовна програма. Така да финансиската писменост, верувајте, е една од клучните работи кои треба да не едуцира. Ви ги спомнав оние работи. Грешките се прават понатаму. Голем дел од состојбата во која се, еве и сега спомнавте за финансиските измами. Спомнувате за презадолженоста на граѓаните. Преголемо побарување на оние, гледате сега состојба во кој граѓанот се презадолжува без да анализира својата состојба. Еуфорично купува определени добра, купува на пример недвижности без да види дали има определен финансиски ефект, би имал основа. Се тоа е во основа лежи во корените на образованието. Земјите кои имаат подобро финансиско образование имаат поздрава понатаму економска работна сила. И работна сила и економски едуцирана работна сила која нема да завлезе во состојба да направи определени долгови или така, или да земе кредит за кој мисли дека нема да го врати, лесно да биде заведена онлайн од определени продажби, измами и така натаму. Финансиската писменост во дигиталната ера значи да се познаваат неколку клучни работи. Како прво би спомнала основната разлика помеѓу дебитната и кредитната картичка. Дебитна картичка е картичка што банката му ја издава на собственикот и поврзана со неговата платежна сметка, преку која тој може да располага со своите средства, односно со неа трошите само она што го имате. Додека кредитната картичка функционира на поинаков начин, клиентот позајмува пари од банката и плаќа со нејзини пари и на крајот на месецот потребно е да се покрие позајмениот износ со некоја утврдена каматна стапка. Нешто што е тесно поврзано со картичките е пинот за картичката.
пин кодот е лична лозинка за картичката, односно тој никогаш не смее да се споделува со никого, вклучително и со членови на семејството или најблиските. Пинот не треба да се запишува на хартија во паричникот или ниту па на самата картичка. При внесување на пин на банкомат или посттерминал, секогаш е добро да се заклони тастатурата со рака. Доколку пак се сомневате дека некој го дознал вашиот пин, потребно е истиот веднаш да биде променет или преку банката или на банкомат. Како да ги заштитиме податоците од картичката? Односно, заштитата и безбедноста е еден од клучните сегменти во доменот на работа со електронско банкарство и со платежни картички. Бројот на картичката или од ние 16 цифри кои што се запишани на предната страна не треба никогаш да се споделуваат освен при плаќање на легитимно плаќање на проверен сајт, веб страница. Потоа датум на важност на картичката кој што исто така чувствителен податок, CVV или CVC3 код. Тоа се 3 цифри кои што се наоѓаат на задната страна на картичката. Ова е можеби најчувствителниот податок кој што е поврзан за онлайн плаќања. И нешто што е исто важно да се спомене дека податоците за картичката, дури ниту слики во никаква форма не треба да се споделуваат со никого, дали преку електронска пошта, дали преку Messenger, Viber и други слични апликации. Како што споменав, безбедноста и за платежните картички и за електронското банкарство е една од многу важните сегменти и нашето однесување во интернет просторот и на социјалните мрежи треба да биде со големо внимание. Што ова значи? Не треба да се објавуваат слики од картички, банкарски изводи, потврди за трансакции, детали за платежни сметки и слично. Граѓаните треба да бидат особено предпазливи со наградни игри и понуди кои што бараат податоци од картичка или лични податоци да бидат споделени. Измамниците многу често креираат лажни профили на банки или познати компании и затоа треба секогаш да се проверува дали профилот каде што или веб страната каде што се купува е официјален, односно дали е верификуван. Не треба да се кликнува на линкови во пораки, SMS пораки, Viber пораки и слично од непознати извори или кои што ги добиваме преку социјалните мрежи. Се уште постои преголема доверба во готовината и таа е се уште доминантен метод за плаќање при онлайн нарачки. Во Македонија само 36% од корисниците на финансиски услуги ги користат мобилните уреди за плаќање и ова создава ризик од сива економија и ги лишува граѓаните од поволностите на дигиталните плаќања. Втора идентификувана празнина е недоволната свесност за безбедноста. Во 2024 година значително е зголемен бројот на измами поврзани со онлайн плаќања, особено при купување од странски електронски продавници. Многу граѓани се уште не препознаваат фишинг пораки и лесно споделуваат чувствителни податоци, лични податоци или податоци за картички и недоволно се користат безбедносните функции како што се на пример поставување на лимити на картичките. И се уште има недоволна информираност или вклученост кај одредени групи на граѓани, како што се постарите граѓани, кои што се често исклучени од дигиталните канали поради недоволни дигитални вештини. Младите луѓе влегуваат во финансискиот свет без формална едукација за управување со пари и руралните подрачја кои што имаат помал пристап до банкарски услуги и едукација. Финансиската неписменост води кон тоа поединецот да носи лоши финансиски одлуки и да стане жртва на погубни финансиски практики. Според податоците, само околу 1/3 од граѓаните имаат основно разбирање за финансиски поими како инфлација, девалвација или инвестиции. Во нашата држава два пати е вршено мерење на финансиската писменост. Во 2018 година е вршено ова мерење од страна на Народната банка. Во 2019 година мерењето е вршено од страна повторно на Меѓународната мрежа за финансиска едукација INFE при ОЕЦД и тоа се во рамки на еден регионален проект со поддршка на Министерството за финансии на Холандија и INFE ОЕЦД. Меѓутоа, двете мерења се споредливи од причина што е користен еднаков методолошки пристап, односно користен е методологијата на истражување на INFE ОЕЦД и резултатите кои што се добиени се исти, па од тука можеме да говориме за воедначени резултати за финансиската писменост.
Ако денес имаме пари, сакаме да ги потрошиме веднаш за да почувствуваме дека живееме, а не дека ја планираме и размислуваме за иднината. Уште позагрижувачко е што речиси половина од населението нема никакви заштеди, а дел од оние што штедат ги чуваат парите дома, во кеш, под душек, буквално. Овој феномен, освен што ја намалува можноста за раст на економијата, создава и лажна сигурност. Значи, ако погледнеме општо во нашиот регион, Балканот, ако го земеме нели во предвид, јас би кажала дека тука делиме една заедничка слабост, а таа слабост има две карактеристики или два столба. Едната е тоа импулсивно задолжување, а другата е страф од инвестирање. Значи, општо кажано, и во нашата држава, и во регионот, луѓето знаат да работат. Меѓутоа, често пати се соочуваат со проблем како да се управува со финансиските средства. И повторно тука ќе споменам, значи се носат одлуките интуитивно, не врз база на знаење, така не врз база на некоја анализа. Се разликуваме од државите кои што се развиени затоа што таму малку системски се поставени работите, значи уште во основното училиште децата почнуваат да учат за парите, за инвестирањето, за штедењето, значи ги добиваат тие основни знаења. Меѓутоа, позитивна работа, како еден сигнал што јас го гледам во нашето општество е дека луѓето почнуваат да читаат, да прашуваат и да се интересираат за инвестирање. Неодамна, значи, со една моја докторантка ние правевме истражување за младата популација. Значи, поставивме едно многу интересно прашање во смисла ако наследите 10.000 евра, дали, каде тие 10.000 евра би ги вложиле? Дали ќе биде тоа банкарски депозит, дали ќе бидат недвижни, дали ќе биде животно осигурување, хартија од вредност и што е тоа што ќе им влијае на одлуката? Се покажа дека доминантна улога има нивната подготвеност, односно финансиска едукација. Дека тоа малку недостига кога е носат одлуката, меѓутоа најмногу сакаат да вложуваат во недвижнините. Финансиската писменост и едукација е неопходна и во поглед на осигурувањето. Финансиската едукација во осигурувањето представува процес кој што им помага на поединците да се стекнат со знаење и вештини, како да одберат осигурителен производ, како да ја научат функцијата на осигурувањето, дека осигурувањето представува механизам за заштита од финансиски ризици, понатаму како да одберат соодветна полиса за осигурување, добиваат совети каде да побараат помош, доколку е потребно за тоа, каде можат да поднесат поплака или жалба. Ако порано било, значи осигурувањето, поединците се осигурувале затоа што тоа е од задолжителен карактер, сега веќе се крива свеста на населението и се повеќе се разбира која е користа и бенефита од осигурувањето. Осигурувањето помага да ги заштитиме нашите највредни работи, како што се здравјето, имотот, доходот и бизнисите. Исто така, тоа е алатка која што овозможува финансиска заштита при непредвидливи настани. Околу половина од младите помеѓу 13 и 15 години сметаат дека не располагаат со доволно знаење за управувањето со парите, покажуваат податоците од анализата на Народната банка од 2021-2022 година. Во извештај за финансиската писменост во Македонија од 2021 година, 70% од испитаниците не покажале доволно финансиско знаење во сите утврдени области. Финансиски писмени може да се сметаат само околу 30% од испитаниците, при што само 6% имаат високо финансиско знаење. Највисок резултат испитаниците постигнале во областа платежни услуги, а најнизок во областа осигурување. Поголемиот број од лицата кои што практично учествувале во овие мерења кои што биле вршени, односно 45% од испитаниците во однос на финансиското знаење покажале 45% на знаење за финансиска писменост. Во однос пак на финансиското однесување, 42% од испитаниците укажале знаења за финансиското однесување. Меѓутоа, кај финансиските ставови веќе имаме 20% познавање, односно позитивен приод кон користењето на финансиските однесување и на нивното финансиско знаење, кое што во секој случај упатува на потреба
од зајакнување на финансиската едукација не само од финансиските регулатори, туку воопшто од сите чинители во општеството. Финансиска писменост на населението представува предуслов и за стабилноста на целиот финансиски систем, бидејќи го намалува ризикот од прекумерно задолжување и неможност за отплата на обврските кон финансиските институции. Народната банка посветува навистина големо внимание. Ние реализираме голем број на предавања и во изминатите години имаме упатено дури над 23.000 посетители на нашите предавања за финансиска едукација. Од оваа бројка голем дел се практично ученици од основно образование, па дури и предучилишна возраст. Народната банка отиде и чекор понатаму, ценејќи дека има потреба од обезбедување на структуриран приод кон финансиската едукација. Па така како координатор на сите финансиски регулатори даде поддршка во подготовката и донесувањето на првата национална стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија. Понатаму поддржа и помогна при донесувањето на Кодексот на добри практики за финансиска едукација, кој практично е почеток, е основа за сите субјекти кои испорачуваат финансиска едукација. Финансиската писменост станува се позначајна, особено во време на глобални економски несигурности. Импулсивност и финансиите може да биде погрешна одлука. Секогаш кога ќе наидат на одредена информација која што вели дека многу брзо се заработува, дали е тоа платформа, дали е тоа компанија која што го нуди сето тоа, најпрвен што треба да го направат граѓаните е да ја потврдат оваа информација, односно да се упратат до Комисијата за хартија од вредност или да ја посетат нашата веб страна и да проверат во регистарот на овластени учесници дали оваа платформа или пак друштво е лиценцирано од страна на Комисијата. Па во однос на тоа и да донесат соодветната одлука. Значи, импулсивното инвестирање во секој случај е погрешно. Неопходна е рана и континуирана финансиска едукација. Од областа за хартијата од вредност, регулаторот е секогаш присутен во однос на едуцирањето на популацијата во нашата земја од 7 до 77 години, што би значило дека и од најмладите и до најстарите. Од своето основање па наваму Комисијата како еден од своите постулати и покрај нејзината друга функција која што ја извршува едукацијата. Едукацијата во различни аспекти. Значи, тоа би значило дека долго време работи на подигнувањето на финансиската писменост со најзначајно е вклучувањето во координацијското тело за финансиска едукација и за финансиска инклузија во рамки на финансиските регулатори. Исто така е дел од изработката на Националната стратегија за финансиска инклузија и за финансиска едукација, на основните практики за финансиска едукација и кодексот, односно основните компетенции за учениците во образованието. Од пред 2 години Комисијата беше дел и од поведувањето на изборниот предмет. Значи, работиме првен и на поведувањето на областа хартија од вредност, која што досега не била во нашата земја, односно не била дел од образованието, значи е вклучена во средните стручни училишта. Тоа е изборниот предмет за пазарот на капитал. Комисијата учествуваше и во изработката на учебниците за 3 и 4 година, значи основите на пазарот на капитал и работењето со финансиските инструменти на пазарот на капитал. А воедно учествува во многу кампањи, значи редовно во одбележувањето на кампањата од глобалната недела на парите, деновите на финансиска писменост, меѓутоа и во нормално во тек со дигиталната трансформација, учествува во подготовка и на јавни квизови, учествува и во Европскиот квиз на парите како дел од организаторите, меѓутоа и како дел од подготовката на учесниците на овој квиз. Почнувајќи уште во основните училишта преку практични часови каде што децата ќе учат како се прави семеен буџет, што значи кредит, што е камата и како функционира банкарскиот систем. Во моментов тие знаења речиси и не се споменуваат во образованието, а многу е веројатно тоа да е една од главните причини зошто младите влегуваат во долгови веднаш по првата плата. Кога говориме за финансите, кога говориме за паричните средства, јас би рекла дека
Најголемата заблуда што е, тоа е ако имам повеќе пари или ако мојата плата биде повисока, автоматски тоа ќе ми ги реши сите проблеми. Значи јас сега говорам дека ако сме општество кој што има нормален стандард и средства за живење, така и секогаш човекот сака нешто повеќе. Меѓутоа ако ние немаме контрола, да кажеме врз 300 евра, таа контрола нема да имаме и врз 3000 евра. Значи, не е секогаш до износот со кој што располагаме, туку одлуките кои што ги носиме, конкретно земено со тој даден износ. Така да, според мене, тоа е буквално најголемата заблуда. Финансиската писменост е моќна алатка и кај жените и девојките, затоа што им овозможува да се справат со сложеноста на личните финансии и растот на кариерата. Со негување на овие вештини за финансиска писменост, жените не само што можат да ја обезбедат својата финансиска иднина, туку и да придонесат за поширока култура на финансиско зајакнување и независност. Првиот чекор кон финансиско зајакнување е да разберете каде одат вашите пари. Направете детален буџет кој ги прикажува вашите цели за приходи, трошоци и заштеди. Во артикулација ќе ви информираме што е личен буџет или управување со личните финансии. За финансиите, за парите треба да се зборува како што зборуваме и за здравието. Затоа што во спротивно финансискиот стрес е тој кој што може да разболи. Значи, сметам дека тоа треба да биде навистина отворена тема. Буџетирањето е основа на финансиската стабилност. Буџетот од аспект на комисијата, бидејќи ја покриваме темата инвестирање, би значило добро планирање на финансиските средства. Тоа би значило дека однапред ќе треба точно да се направи план за што се предвидуваат парите кои што се штедат, односно да се направи една динамика во тоа колку од приходите ќе се заштедува, а со тоа се формира и една финансиска стабилност. Финансиската стабилност води кон инвестирањето во суштина. Секој граѓанин треба добро и прецизно да си направи план за тоа како ги троши сопствените пари, значи на месечно ниво, а со тоа и приходите, да знае што од приходите би зачувал на страна, односно што би заштедил. Со тоа би направил и една добра програма и план како понатаму би ги инвестирал овие средства, односно за што точно би ги вложувал. Првиот чекор кон финансиско зајакнување е да разберете каде одат вашите пари. Направете детален буџет кој ги прикажува вашите цели за приходи, трошоци и заштеди. Категоризирајте ги вашите трошоци, идентификувајте ги областите каде што можете да ги намалите и доделете средства за фонд за итни случаи и инвестиции. Буџетирањето е основата на финансиската стабилност во секое семејство. Кога ќе се спомене обично зборот буџет, нас не асоцира на ограничување, нема да уживам, значи како еден тип на казна. А воедно во реалноста буџетот значи јас сум одговорен за тоа каде оди секој мој денар. Значи малку, самата представа треба да ни биде поинаква, затоа што така ние носиме одлуката каде и колку ќе ја потрошиме. И сега во однос на тоа дали има, би рекла, некоја формула, правило како да распределиме, постојат различни пристапи, меѓутоа еден пристап е пристап кој што не бара големо финансиско знаење, бара само дисциплина, доследност. Да го применуваме, ја би кажала тоа е правилото 50-30-20. Значи 50% од буџетот да оди за оние основни потреби: домување, храна, здравство, транспорт, осигурување, лична нега. Потоа имаме 30%. Тие 30% може да одат во делот на шопинг, на претплати, на технологија, излегување, значи да кажеме во тој процент. И сега остануваат уште оние 20%. Тоа се тие за иднината, поточно. Каде можеме да инвестираме, да заштедиме или можеби да отплатиме некаков долг. Така, значи, ние живееме сега, ама работиме и за тоа што не чека во иднина. Домашниот буџет се состои од доходот како плата, потрошувачката која ја правиме, заштеда и инвестиции. Пожелно е да се внимава доходот да биде доволен да ги покрие сите тековни трошоци кои се потребни за нормално живење. Воспоставувањето фонд за итни случаи е критична компонента на финансиската издржливост. Поставете си цел да заштедите трошоци за живот од 3 до 6 месеци. Овој фонд делува како безбедна мрежа, обезбедувајќи финансиска стабилност во случај на неочекувани настани, како што се медицински итни случаи или губење на работа. Започнете со мали средства ако е потребно, но постојано придонесувајте во овој фонд.
Да се биде финансиски писмен значи да знаеме како да се движиме низ сложеноста на финансискиот свет, да донесуваме добри финансиски одлуки и да градиме сигурна и стабилна финансиска иднина. Веруваме дека поуките кои ги донесовме денес во приказна ќе ви бидат од корист. Довидување!